Дел од кумановските села втор ден се без електрична енергија. Реагираат мештаните до медиумите. Потврдуваат дека екипи на електродистрибуција се на терен, но засега состојбата не е нормализирана. Од електродистрибуција вела дека вчера нивни екипи веднаш излегле на терен и го нормализирале снабдувањето со електрична енергија за поголемиот дел од засегнатите села. Екипите продолжуваат со работа се до целосна санација на дефектот и нормализирање на снабдувањето и за преостанатиот дел од корисниците, посочуваат од електродистрибуција. Два документарни филма на Националната установа Музеј Куманово се наградени на 33-тото издание на фестивалот Камера 300 во Битола. Филмот Макраме на Надица Петковиќ, кустос, советник етнолог, ја освои престижната награда Уника за уметнички пристап и автентично представување на традицијата. Филмот е финансиран од Општина Куманово. Филмот Три манастирски цркви во Кумановско на Валентина Андрејќ, кустос, советник, историчар на уметност, е добитник на високото признание Златна камера 300. Филмот е реализиран со поддршка од Министерството за култура и туризам и е дел од годишната програма на Музеј Куманово. Овие награди се потврда дека нашето културно наследство, кога е представено со љубов и професионализам, допира до сите, објави Музеј Куманово. Богата програма за ноемвриските денови најавува Општина Куманово, со кои ќе се одбележат 506 години од постоењето на градот и 81 година од ослободувањето од окупаторот. Изложби, промоција на книги, литературни конкурси, концерти на културно-уметнички друштва од Куманово, спортски надпревари се дел од најавената програма. Повеќе активности се предвидени токму на денот на ослободувањето на Куманово. На 11 ноември ќе се одржи меѓународен фудбалски турнир во младински категории на фудбалските терени кај Спомен Костурница и кај спортската сала со почеток во 10 часот. Во 11 часот е свеченото положување цвеќе на Спомен Костурница во чест на загинатите борци во НОБ, а во 12 часот во Занаетчиски дом ќе се одржи свечена седница на Советот на Општина Куманово. Активностите во рамките на ноемвриските денови ќе завршат на 28 месецов со самостојна изложба на Марина Цветановска-Мартиновска насловена "Декодиран бит" во уметничката галерија при Националната установа Музеј Куманово со почеток во 19 часот и 30 минути. Петти ноември се одбележува како Светски ден на ромскиот јазик, прогласен во 2015 година од УНЕСКО и повикува на зачувување на ромскиот мајчин јазик, традиција и вредностите на ромската заедница на секаде низ светот. Во пресрет на одбележувањето на Светскиот ден на ромскиот јазик, во организација на Центарот за ромска заедница Дром од Куманово со поддршка на општината, вчера во Занаетчиски дом се одржа пригодна манифестација на која представници на општината и на невладината организација говореа за историјата и културните вредности на ромскиот јазик. Свечената програма беше збогатена со видеорепортажа изготвена од студенти од ромска националност, поетски творби и музички точки. Сдруженијето на пензионери Куманово вчера вечер ја одржа традиционалната манифестација "Пензионерите пеат за својот град". Во големата сала на Центарот за култура Трајко Прокопиев настапија членови на фолклорна, хорска и пејачка секција од Сдруженијето, а беа прикажани инсерти од представите Ленче Кумановче и Коштана. И на куминатиот месец членови на Сдруженијата на пензионери од Куманово, Крива Паланка и Ранковце учествуваа на 24-тиот меѓународен фестивал на трета доба во Словенија, кој што со ора и песни настапија на 2 фестивалски вечери. Впечатоците од синокишната манифестација, но и учеството на фестивалот во Љубљана ни ги пренесуваат Љубица Кузмановска од Сдруженијето на пензионери од Куманово и Снежана Андова, член на извршниот одбор на Сојузот на Сдруженија на пензионерите на Македонија. Комисијата за културно-уметнички самодејности при Сдруженијето на пензионерите традиционално ја организира оваа манифестација "Пензионерите за својот град" во чест на ослободувањето на градот со сите секции преку година што ние ги подготвуваме, така да учествуваме со фолклорна секција, хор, пејачка група, солисти и така. Меѓутоа, јас би сакала накратко да кажам дека фолклорната секција е една од најактивните во Македонија. Повод да се учествува на овој фестивал на трета доба оваа година беше тоа што
нашево здружение на Републичката ревија за музика и игри го освои првото место со тоа што презентираше едни специфични, да кажеме, носи или ора од нашето поднебје, заедно со пензионерите од Крива Паланка и Ранковци. Значи, тие две здруженија беа изберени како први оваа година на ниво на Република Македонија и како награда за нивниот придонес во освојувањето на тие места како први од 53 здруженија што се членки на Сојузот, беа почестени да присуствуваат на овој фестивал Трето доба во Љубљана. Сега, тој фестивал има повеќекратно значење, не е само како што се нарекува фестивал Трето доба. Словенија најпрво оддава внимание на она што е битно за развојот на Словенија. Значи, многу има тука економски примеси. Тој фестивал има на некој начин и комерцијален карактер, меѓутоа збогатен со културно-уметнички програми, со тоа што привлекува за тие 2-3 дена беше 31 и 2 октомври, 30 септември, 1 и 2 октомври, привлекува внимание, рекоа самите организатори, од 15 до 17.000 посетители. Нашата фолклорна секција при Здруженијето на пензионерите како членка на Сојуз прва 2010 година учествуваше на 10-ти меѓународен фолклорен фестивал Трето доба во Љубљана. Ние настапивме, го отворивме фестивалот на свечената сала по химната Ода на среќата, потоа имаше говоранција и со обраќање на некои министри и ние со Билјана Платно Белеше го отвориме фестивалот. Додека настапувавме, цела сала беше на нозе и ракоплескаше. Секторот за внатрешни работи Куманово информира дека синоќа во 22 часот и 20 минути 32 годишна Кумановка пријавила во полицијата дека околу 20 часот на улицата Романовска нејзиниот малолетен син бил физички нападнат од едно лице. По целосно расчистување на случајот ќе следува соодветен поднесок, информираат надлежните. Секторот за внатрешни работи Куманово информира дека синоќа во 23 часот полициски службеници од СВР Куманово лишиле од слобода 61 годишен жител на село Василево Струмичко, постапувајќи по претходна пријава дека околу 22 часот во угостителски објект во близина на граничниот премин Табановце агресивно се однесувал и ги вознемирувал вработените. По преземените мерки е констатирано дека лицето е под дејство на алкохол. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок, информираат од секторот за внатрешни работи Куманово. Министерството за дигитална трансформација објави јавен повик до единиците на локалната самоуправа и до институциите од јавниот сектор во Македонија за изработка на официјални веб страници. Јавниот повик е во насока на унапредување на дигиталната инфраструктура и зголемување на транспарентноста и пристапноста на локалните самоуправи. Право на пријавување имаат сите општини и институции од јавниот сектор, без разлика на нивната големина, број на жители или моменталниот статус на нивната веб страница, соопшти Министерството. Пријавите, како што дополнуваат, може да се достават најдоцна до 31 декември годинава. Пријавите ќе се обработуваат по принципот прв дојден прв услужен, се до пополнување на расположивиот број на општини и институции што може да бидат опфатени. Министерството ќе ги известува пријавените општини и институции за статусот на нивната апликација, се додава во соопштението. До денеска предпладне до Државната изборна комисија се поднесени 16 приговори за постапката за сумирање и утврдување на резултатите од вториот круг од локалните избори што се одржа во неделата на 2 ноември. Рокот за поднесување на приговори завршува денеска во 16 часот и 30 минути, односно 48 часа по објавувањето на првичните резултати од изборите. Според информациите од Државната изборна комисија, седница за одлучување за приговорите најверојатно ќе се одржи утре.